вечери, добро дојдовте во Спорт 1, вашиот редовен спортски информатор секој петок 21 часот само на 1 ТВ. Оваа емисија вечерва ќе ја посветиме на домашниот фудбал. Што се случува во Македонија, како фудбал играат прволигашите, со што се соочуваат главните актери на зелените терени. На оваа тема, на овие прашања одговори ќе ни дадат најдобрите македонски голмани Дино Захов од Шкендија и Филип Гачевски од Вардар, заедно со поранешниот селектор на македонската репрезентација, сега е актуелен тренер на Ренова, Никола Илиевски Джиджи. Покрај овие гости и оваа тема ќе останеме потоа и накратко со фудбалот, бидејќи македонската младинска селекција повторно го врати неуспешниот селектор на Македонија Благоја Милевски, оној кој со младинската репрезентација пред 2 години, ако не се лажам, го донесе најголемиот историски успех за Македонија на фудбалска европска елитна сцена. Меѓу останатото имаме и ракометни информации, а накрај секако и за верната публика следуваат и 5 награди од нашите пријатели. Затоа останете со нас, закратко се враќаме со Спорт 1. Првата фудбалска лига во Македонија одамна го загуби елитниот сјај. Сведочиме за спорни судиски одлуки, а реакција за истите нема никаде. Како фудбал се игра во Македонија? Во Спорт 1, голманите на Вардар и Шкендија, Гачевски, Захов, како и тренерот на Ренова, Джиджи. Петок 21 часот на 1 ТВ. Почитувани, добро дојдовте назад, како што ви кажав. Вечерва на оваа фудбалска, домашна фудбалска тема ќе разговараме со поранешниот селектор на Македонија, сегашен и актуелен тренер на Ренова, Никола Илиевски Джиджи. Добро вечер. Добро вечер. Со нас се и најдобрите моментално голмани на македонската домашна сцена, Филип Гачевски од Вардар. Добро вечер и Дино Захов од Шкендија. Добро вечер. Добро вечер. Ќе почнеме со Джиджи. Бидејќи најискусен долги години фудбалер, сега и исто така долги години како тренер, помина многу домашни клубови, странски, беше и селектор и надвор од нашата земја. Во Македонија моментално се игра еден, да не речам досаден фудбал, недопадлив за око. Може ли некоја споредба да направиме кога се играше најдобар фудбал во Македонија, бидејќи сега тоа сигурно дека не? Па добро, сигурно дека трендовите на фудбалот се менуваат многу брзо и не би се сложил во потполност дека во Македонија нема фудбал. Можда во Македонија нема услови, инфраструктура, терени, односно помошни терени, каде што би требало да се обезбедат максимални услови за развој на фудбалерите, а со тоа секако и самата фудбалска игра. Би кажал дека во еден дел има и добар развој во пролетниот дел. Зборам за судењето со исклучок на надпреварот помеѓу Шкендија и Вардар, каде што шестиот судија мораше да види дека тоа е гол, затоа што тоа може да му се случи на секој. Јас не го зборам ова тенденциозно, можеше да и се случи на Шкендија, на Ренова, на било кој. И сигурно дека треба многу повеќе луѓето од федерацијата да се запрашаат зашто се случуваат такви работи во нашиот фудбал и до кога со такви манипулации. Значи има многу да се говори и сигурно дека треба коренити промени. Не е случајно и денешната најава ударно на сите вести, на сите телевизиски медиуми, дека федерацијата веќе има и кривични добиено од обвинителство. Тоа говори многу за македонскиот фудбал. Тоа е најголемиот проблем? Апсолутно, сигурно дека федерацијата е поставена во моментот, а и уназад од прилика некои 7-8 години, дека екипите се тамо ради луѓето во федерацијата. Е обратно. Луѓето во федерацијата се ради фудбалските клубови. Се додека не биде така, нема да има фудбал во Македонија. Гачевски 2 титули со Вардар, моментално ја бркате као вице шампиони, атакувате да вратите титулата, но сепак вие сте дел од она историска генерација на Вардар кога го допревте врвот или за еден наш клуб со пласманот во Лигата на Европа. Ситуацијата сега е драстично променета од тој Вардар и сега со овој тим или сега со што се соочува Вардар. Ти беше и тогаш, сега си присутен. Како
Како се чувствуваш и каква е атмосферата во Вардар? Тогаш каква е сега? Па, видите, јас бев порано, како кажате вие, 2 пати шампион, историски успех во Лига Европа. Како кажавте, има драстични промени во фудбалски кадар, во играчите. Моментално Вардар ние функционираме како млад тим, има многу млади играчи и сакам да кажам да сме добар тим и нормално Вардар е една тежина, затоа што сите знаеме што Вардар значи и нормално тие Секогаш се бара нормално. Да, тие Вардар. наши млади момци Повеќе. сега што дојделе во Вардар треба да се носат со притисок. И нормално сами знаете наш собственик Сергеј Самсоненко што можам да кажам да е за мене најголем колку е улавал во тај клуб и нормално треба да се врати. И сега моментално смо трети на табела. Има уште многу за играње, 16 утакмици уште има и како секогаш од Вардар се бара само победи. Ние сега нас чека во недела со Македонија Грче и нормално атакуваме на 3 поена и да се доближиме на Шкендија во чим побрзо. Во трката со титулата ќе останете конкурентни оваа сезона? Тоа нам е цел. Захов, исто така поранешен голман на Вардар, сега 2 години, 3 во Шкендија, ако не се лажам. 2 титули имаш со Вардар, една со Шкендија и 2 куп титули со Шкендија. Одлична кариера во Шкендија. На прагот сте веќе неколку години да го допрете оној успех кон што се цели секоја домашна екипа со пласман на едно големо натпреварување под капата на УЕФА. Мојот печаток е дека оваа сезона сте исто така драстично со подобар состав, со подобар тим, како и минатата кога ја освоивте титулата со голем број бодови нели од второпласираниот Вардар. Ќе остане така до крајот? Која е целта? Па нормално дека целта секогаш е, ако можеме, што порано да се одлепиме од вториот, но има 16 надпревари, како што кажа мојот колега, и мислам дека уште не е завршено све. Мораме да покажеме уште квалитет, карактер и за нас е подобро да завршиме на прво место со повеќе бодови од вториот, затоа што треба да се фокусираме на спремање и на европското надпреварување, што сите знаеме дека е многу тешко и како што кажавте дека сме на праг од неколку години да постигнеме голем успех, но секогаш нешто недостасува. Мислам дека овде е искуството на тие европски надпревари, некогаш и среќата, но треба да се бориме и да работиме на тоа за да стигнеме до тој успех, затоа што мислам дека има квалитет Шкендија. И па рековте нешто недостасува. Што е тоа? Уште не го пронајдоа главните во управата на Шкендија, сопственикот? Па да, добро. Бидејќи секоја година, секој почеток е Да. амбициозно Шкендија, дека може, секогаш ќе дојде до самиот крај и на крајот се сопнува. Па еве, вака има многу екипи што многу повеќе улагаат и што многу се поорганизирани од Шкендија, па не можат да стигнат до таа елита. Но ја мислам дека една по една грешките ги намалуваат од страна на Шкендија и прошлата година со тој последен надпревар мислам дека ја промажиме 2 пенали, тоа е исто среќа, смиреност, но морате на такви надпревари да имате искуство за ладнокрвно да делувате у такви ситуации. Но тоа е што е, ние мора да мислиме на позитивно и мора да се стремаме кон успех. Така, генерално овие сезони, овие години, фокусот е кон Вардар и Шкендија, најмоćните фудбалски клубови во Македонија, но Джиджи свесни сме и сведочиме за тоа што се случува и на терените, посебно кога играат Вардар и Шкендија и големото македонско дерби. Сведочиме за спорни судиски одлуки, но реакција нема никаде, одговорност нема никаде. Како тоа да се искорени? Порано и секогаш имало судиски грешки, има и секаде, не само во Македонија, но никаква реакција за истите нема. Па добро, знаете како на грешката на судијата се гледа како еден фактор
односно еден дел од самиот надпревар и веројатно за такви грешки ќе се зборува месец-два, можда и повеќе, меѓутоа клубовите од тоа немаат апсолутно ништо, никаква добивка, само губат, затоа што не може да ги вратат зависи, бодовите. некој ќе им присуди титула, например, кога се во прашање Вардар и Шкендија, такви надпревари, кога се случуваат такви киксови, може и да чини титула на крајот. Се дека фудбалската федерација, пак ќе повторам, назад 10 години, ги избегнува соочувањата веднаш по надпреварот, другиот ден, во куќата на фудбалот, тренерите, играчите, судиите, контролорите, делегатите, значи оние кои биле на тој надпревар, исто така и снимките, и да се погледаат во очи. Значи, човечки е да се погреши, така? Меѓутоа, нешто да се погреши, а да не се санкционира. Зашто тогаш 6 судии? Нема потреба од 6 судии. Тогаш нека остане. Зашто овој додатен трошок на федерацијата? Тоа се го плаќаат клубовите и на крај си заминуваат оштетени. Ма и ова време денеска и се вложува за судии, семинари, секакви обуки, на крајот резултати повторно. Па јас ке овој споменам, значи сум бил во повеќе земји надвор тренер. Изненадувањето не е за мене што Албанија замина на Европско првенство. Секој понеделник, значи, стручни лица и од фелата на судиите и од фела на тренери, значи, ги коментираат и анализираат надпреварите. Се што е добро, се што е лошо, се што е грешка. Значи, се соочуваат со проблемите и ги решаваат. Не ги оставаат под тепих. Кај нас се научени, едноставно кажав пред малце, федерацијата е поставена дека клубовите се тука ради федерацијата, а не обратно, дека услугите баш треба да ги врши федерација кон клубови, затоа што клубовите се оние кои го креваат адреналинот кај гледачот, а не федерацијата. Така. Гачевски, првиот момент по кој се крена прашина беше првиот надпревар одигран во Маџари меѓу Вардар и Шкендија. Тогаш исто така беше досуден така признат погодок за кој многумина сведочат дека немало погодок. Ти најдобро можеш сега да ни објасниш, нели, да ни ја кажеш таа ситуација, бидејќи ти беше со топката во самиот тој момент на линија, беше или надвор или внатре? Ја уште денес тврдам и кога имав интервју после утакмица, сум се законал да нема шанса да беше гол таа ситуација. Плюс судија, што е кажал да е гол, беше тотално покриен од моје тело, така да едноставено тука се случеше една голема кражба за нас, како сега и во Тетово. И можам јавно да кажам да ние сме оштетени 6 бода. И Добро, дали превзема нешто Вардар конкретно кон? Па гледате, што да превзема Вардар, не можеме да вратиме ништо. Ме разбирате, што да не можеме ништо да правиме. Например, гледа се во сега последниот такмица со Шкендија што игравме, гол од Филип Најдовски. Топка беше, може да кажеме, ево тука е колега, 1 метар. Тоа Захов најдобро ќе ни го 1 метар пренесе. И пак ништо, ме разбирате. Мене само едноставно ме нервира во Маџари, кога игравме со Шкендија, беше сигурно 10 минути прекин. Нервоза, суди, не се могли да се одлучат, дали е гол, не е гол. Тогаш тај лика беше гол, 100% гол. А сега, например, во таа ситуација, во Тетово, што се случеше, едноставно немаше голема фама после тој момент? Ништо. Например, мои 5 другари дојдели од Штип да гледат утакмица. Од трибина се видело да е гол, а од позаде беше, како кажа тренер Джиджи, мислам Стојчевски, како се викаше судија, и гледа се убаво на камера, плюс гледа линија, топка, не знам, едноставно не разберам што се случуваше тај момент. Можда деконцентрација, немам појма, али јас кажувам да сме драстично оштетени. Пак 6 бода е много, сами знаете,
Iskreno, Škендија има добар тим, али пак 6 бода е многу и... Така, не треба да биде секако алиби тоа. Не е алиби тоа, али пак, тоа со најголеми дерби во Македонија моментално, два клуба кои влагат највеќе во Македонија и нормално, и ние имаме притисок, како имају и притисок играчи на Шкендија и мислим да ако ние сме сконцентрирани играчи да се држиме, да не дојде до некои прекини и такве ствари, мислим да е суди треба да биде поконцентрирани, затоа што немам видено до сега во ниедна држава, пратим фудбал многу, да, например, може да биде една екипа, например, на 2 дербија за ред оштетена. Мислим да тоа прв пат Што би правеле ние кога би имале 5-6 клубови како што се Вардар и Шкендија моментално Захов. Уште не го заборавивме тој, да го наречеме скандал. Се случува второто дерби или прво во вториот дел од сезоната. Повторно еден спорен момент, повторно една судиска реакција, нереакција, како да ја наречеме. Ти најдобро можеш да ни кажеш, бидејќи ти беше актерот на меѓу рамките, нели, меѓу чуварот на мрежата на Шкендија. Тој топовски удар на Најдовски заврши зад линијата? Па најдобро не можам да ви кажам, пошто не го видов убаво и јас. И бев свртен со грб во моментот кога топката ударил внатре во гол. Али видовме и после над преворот дека требало да се признае голот и топката е внатре. Значи, тука нема што да полемизираме. Факт е дека судиска грешка е, но ја не би навлагал во толку као дека тоа е као теорија на заговор, отколку судиски грешки, што моје мислење е дека Прашање е како да ги бидат... искорениме, бидејќи сега се случило тоа меѓу Вардар и Шкендија, утре може да биде и меѓу Работнички и Ренова или било кој друг натпревар. Како да се искоренат такви Тоа работи? прашање е за во федерацијата и за луѓето кои го водат. Дали тоа, клубовите мене, може да да го решат овој проблем или сепак мора да се упати на адреса клубовите со кај своји ФФН? реакции, зашто не е важно денес дали оштетен Вардар, утре Шкендија, без разлика. Сите сме биле оштетени некогаш. Битно е да се подобри, да се подигне на некое ниво повисоко судењето, како и што например навивачите сакаат да се подигне нивото на актерите внатре, да играме уште подобро. Значи исто и ние бараме, но пак ќе ви кажам, мислам дека прашањето треба таму да иде, според мене они ги имаат многу лесно достапни сите работи за тоа како да научат. Значи има многу добри држави кај што и таму се дешаваат грешки, но судењето е сведено во смисла на казни ако погреши судијата, неколку надпревари после нема да суди, ги има и тие кај нас во федерација, но не знам, можеби треба да бидат подрастични, можеби треба да бидат и финансиски, но сепак тоа е грешка како што ја правам јас, така ја прави и секој што работи. Треба да не се повторат, а нема да се повторат, како што кажате, кога ќе се санкционираат како што треба, нема да се повторат. Ја би се надоврзал значи на ова, кое е решението? Решението е ако има толку големи донации од ФИФА и УЕФА и на сметката на фудбалската федерација пристигаат големи суми на средства, значи зашто да не се донесе одлука и да има вар систем кај нас. Значи во тој случај ќе се намали, односно ќе биде избегната таа ситуација и тие неприлики. Да не ме свати погрешно Захов. Ако беше последно коло и одлучува кој ќе биде првак, што правиме? Ова е прво коло, па има уште 17, така? Меѓутоа, ако беше последно коло, што ќе се случиш? Огромно незадоволство. Било кој да е, и обрат. Значи, час поскоро Федерацијата има средства и треба да го направи тоа. Добро, може би далеко сме ние од вар технологија, не сме далеко. Кога ќе ги погледнеме и условите на другите клубови. Ако е така, клубови. тогаш што бараме ние у Европа? Ако сме далеко. Зашто тогаш ние да се залагаме, да се залажуваме, да работиме, да тренираме и некој таму ако може, немам ништо против, да се поделат 500.000 за прво место, можело да се поделат 300.000 со 200.000, да бидат сите терени прволигашки со вар систем обезбедени.
Може. Ако се сака. Значи има средства, има донации и може тоа да го издействува федерацијата. Меѓутоа очигледно дека сите тамо назад 10 години ги гледале само личните интереси и им било битно да дојдат да бидат председатели, генерални секретари или ред други работи и да биде во голема мера непотизмот најприсутен е во фудбалската федерација. Не во другите државни институции и министерства. Напротив, во федерацијата има највише непотизам. Сега непотизмот не ни е вечерва тема. Меѓу останатите факти што го губи елитниот сјај во лигашката конкуренција. Еве, не е непотизмот. Дозволи. Игравме надпревар со Шкендија. На 15 минути пред крај класичен пенал. Значи, да судеше тренерот на Шкендија, ќе го досудеше пеналот. Главниот судија чека да му сугерира шестиот судија. А таткото на главниот судија се јавува кај контролорот, не сум дома, значи он видел што се случило, како суди малиот. Ве молам. До такво ниво сме донесени? Јас тоа го дознавам од, значи, луѓе кои се горе од федерацијата. И затоа велам, ако има непотизам, во фудбалот има највише. Највише. Значи, родбински врски меѓу судиските говорам во двојки. федерацијата. Па еве, еден пример ќе ви дам. Го поставив на времето кога бев председател на тренерска организација и кога бев на некој начин најголемиот борец да го донесам едукативниот центар и потписник сум, заедно со господинот тогаш директор Енди Розборг на ИРА проект, и го поставивме Боби Мраковски. Денеска неговиот син работи во федерацијата. Тоа е само еден од тие, а такви ги има многу. Такви ги има многу, за жал. И вие сакате овој фудбал во Македонија. Нема да има фудбал. Нема да има. Преминува од колено на колено, од некоја си услуга, па сега преку синот, па преку внукот, па и ред други работи. Меѓу останатите факти, други работи кои го губат елитниот сјај во прволигашката конкуренција се национализам на трибини, омраза меѓу навивачите. Има решение и за тоа. Имаше значи предавање по однос на обезбедување за комесарите. Јас поставив прашање кој носи одлуката за надпревар од висок ризик. Комесарот ми рече дека он. Викам, по кои критериуми вие одлучувате дека е тоа надпревар од висок ризик? Ако клубот не може да обезбеди полиција, обезбедување, нека иде у пета лига. За кого се игра фудбалот? Се игра за навивачите. Не се игра за комесарот или за председателот во федерација или за некој друг од федерацијата. Па сега ќе одговорот е, ама јас не го бранам овој доаѓањето на навивачите. Па ти си кажал дека веќе е од висок ризик и сигурно дека клубовите веќе превземаат, па ги молат своите навивачки групи да не одат, да не да пофи. Зашто? Баш треба да се работи многу на тоа поле. Навивачите треба да навиваат за своите екипи и треба да ги спуштат тензиите. Затоа клубовите треба да си превземат големи одговорности и да работат со навивачките групи. Меѓутоа, секој втор надпревар од висок ризик. Тоа ми беше прашањето, кој е проблемот кога на држава од 1.800.000 или 2 милиона, секој надпревар висок ризик. Так, Гачевски е еден од омилените кај навивачката група на Шкендија, редовен, да не речам пациент. Како е да си игра под таква атмосфера, те деконцентрира моментално кога ќе слушнеш некои навредливи пароли кога ќе видиш или? Балисти ме многу сакат. Не, шала на страна. За мене лично, нормално не ми е прва утакмица во Тетово и не ме деконцентрира. Обратно. Уште по-концентриран сум. Например, нормално, секогаш кога играме во Тетово е, можам да кажам искрено, топ атмосфера и нормално сега не ми е сведно кога ме 45 минути псујат моја фамилија, моја жена, ме разбрате, ал јас како фудбалер, искрено да вам кажам, ич не сум заштитен, како кажа сега тренер Джиджи. И сега, како сум прочитал прв пат, не знам после колку годин, се били казнети навивачи на Шкендија. Така, мислим да иде до 500 евра беше, да. Санкција, да, финансиски. Така да, како искрено,
Jaz lično nemam rešenje za to. Moja rabota ne je to, da se maltretiram so navivači. Moja rabota je da se skoncentriram maksimalno na utakmica, oni što pravят i što mi zborat, to je njihova rabota i totalno Така, не ме тоа е интересира. двострано, да не биде сега само навивачите на Шкендија навредуваат или нормално, тоа да. се случува и... Токму така. Па сега се е случило тоа, затоа кажа као... Захов, сакам да го прашам, бидејќи сум члене на Шкендија, навивачите кога пароли ки истакнат навредливи кон македонскиот народ, како е да се биде македонец на таков надпревар? Колку кај тебе влијае во играта, во менталитетот и Па кај мене психологија? искрено не влијае, затоа што тоа не зависи од мене. Има луѓе кои се одговорни за тоа и мислам дека воопшто немам потреба за тоа. Ние како актери на теренот треба што помалку да се фокусираме на тие работи, затоа што ќе изгубиме концентрацијата и не смееме ние да дозволиме со наше, без разлика дали некоја изјава, дали на социјалните мрежи, само да ги разговаруваме тие работи. Значи, ние треба да бидеме првите што национализмот треба да го сведеме на минимум. И на никој не му е убаво кога го извикуваат или националистички го навредуваат, но ја не гледам така на работа. Јас сум човек што ме знаат, еве, тие што ме познаваат во собликувална знаат дека и пеам и свирам и на српско, и на албанско, и на грчко, на сека, така да за мене воопшто тоа не е добро, но мене не ми влијае на теренот. се сложувам дека главните актери треба секогаш да спуштат топката, но како тука треба да се справат клубовите. Еве сега Шкендија ќе ја земеме за пример како последна, како што кажа Гачевски, е санкционирана поради навредите кон гоманот. Парично казнета, кој ја плаќа казната? Па веројатно клубот, сигурно. Меѓутоа клубот исто така Но може... дали тоа е решение? Дали утре ќе се смират навивачите ако клубот ја плати казната? Она е тоа што го кажав јас пред малце. Значи, од пребрзани донесени одлуки дека некој надпревар од висок ризик прави тензија и прави незадоволство и прави револт кај навивачите. Да се вратиме назад, еве не зијаме дека е тоа два етникума, меѓутоа да земеме Пелистер Вардар на времето. Так. Значи се случува катастрофални тепачки по парковите во Скопје или во Битола. Значи еден етникум, така. Меѓутоа направено е пропуст во организирањето. Значи апсолутно треба да има поголем број на редари, поголем број на органи за безбедност и сигурно дека нема да има такви проблеми. Во крајен случај гледачите нека купуваат карта со лична карта, не да доаѓа било кој. Така, значи ќе биде регистриран и тогаш овој се знае дека секогаш многу апелира лесно ќе биде дека на билетарите даваат карти Така, со лична сигурно, карта, али дека- колку е тоа така? Видете, и тие гледачи доаѓаат и добро е што доаѓаат. Штета е што нашите терени се празни. Јас жалам ете поготово за нашиот последен надпревар со Вардар, каде што ние победивме 4-0 со висок резултат и штета е да не се игра пред 10, 12 или 15 илјади како што беше надпреварот помеѓу Шкендија и Вардар. Дали тоа е и главниот проблем што во репрезентацијата се помалку играчи има од домашната прва лига? Не, тоа е веќе избор на селектор. Не е тоа причина. Јас бев Бидејќи селектор и имаме тоа го неатрактивна тврдам. лига, нема сериозни надпревари. Да, неатрактивна лига, меѓутоа таа лига го даде и Пандев, го даде и Васовски, го даде и секој еден од овие што се денеска репрезентативци. Што значи дека од таа лига излегоа тие играчи и да не ги бројам сите. Така да не би се сложил дека нашата лига е толку слаба, дека е неорганизирана, дека нема инфраструктура, дека федерацијата ама апсолутно, видете, не може федерацијата да почне да копа 4 стадиони и веднаш тие 4 тима се значи оштетени, не играат на домашен терен. Тоа е Шкендија и Ренова пред 2 години, тоа е Бргалница Штип Пелистер. Значи испадна и Бргалница и Пелистер, не испадна Ренова, односно Шкендија. Така, меѓутоа сите тие клубови беа оштетени затоа што фактички цело првенство или 2 првенства играат на гостински терен, не играат пред своји навивачи. Не може таков гав да направи федерацијата.
Не може такво нешто да се случи. Гачевски, ти како дел од Вардар, како еден важиш за голман, еден од меѓу најдобрите, нели, на домашна сцена, своевремено беше и дел од репрезентацијата, повеќе не си. Како гледаш ти на овој проблем, да го наречеме? Заслужуваш ли место меѓу тесниот избор на оние тројца во таборот на сениорската селекција? Гледате, бев година и пол дена во репрезентација и знам да тамо во репрезентација имавме топ атмосфера и уште имат добра атмосфера. Се знам со репрезентативци и сакам да им честитам за тај успех што постигнале. И нормално свака час имаме добра генерација. Сега дали ја заслужувам да сум меѓу 3 голмани или не се прашам јас, како кажа Джиджи, тој се праша нормално селектор. Мислим да и вие сами, или мислим да цела македонска јавност знае како јас моментално имам однос со Игор Ангеловски. За njega можам јавно да кажам да е за мене еден измед најлоших тренери во моја кариера, затоа што човек како се прави да е он некој голем тренер, селектор, наспротно. Он е за мене, мислим, во моја ситуација, сами знаете, бев репрезентивец и што ми се десило. На еден пат не сум репрезентивец и никогаш до сега, до ден денес, Игор Ангеловски нема се ми јавено по телефон или лично со мене да зборува на 4 очи. Све што имаше да ми каже и кога бев избркан од репрезентација, то беше се од других луѓе, ме разбрате. За жал, имав многу другари во репрезентација, уште их имам, ali to što se случило meni ne posakувам на никој. Нормално. Сам сум си крив, ali сакам да кажам да то што се случило мени, во таа ситуација бевме 5 фудбалери. Јас, како се прави Игор Ангеловски, што каже не сака веќе да ме види во репрезентација, не сум дел од репрезентација, а 4 фудбалери што се били со мене, уште ден денес играат. Ти изгледа беше највиновен меѓу сите актери. Па гледате сега да вам кажам... Гачовски, треба, мислам, приватните нели проблеми не треба да бидат причина за некој да е во репрезентација. Јас сите пратиме фудбал, сите гледаме што се случува по свет. Бидејќи на крајот резултатите кажуваат кој заслужува место и селекторско и па се покажува на терен тие 90 минути, ал сакам да вам кажам во секоја репрезентација има огромни скандали во Англија, во Аргентина, во Шпанија. Јас мислам да за све има разбирање. Во мој случај не беше никаков скандал, не можам сега да кажувам јавно што беше, али сакам да вам кажам да барем толку сум заслужил на то што сум направил, како да вам кажам, што сум бранил за Вардар, пак сум бранил во Европа лиг, како ви кажавте, тој е едини најголем успех до сега клубски во историја на Македонија. И јас да не заслужувам од селектора да ми се јави или лично да збора со мене на 4 очи, мислим да тоа е за него една голема срамота и јас лично не го подржувам и за мене, како вам кажам, е за мене најлош тренер во моја кариера и тоа. Захов, како ти гледаш на оваа тематика? На пример, повеќе заслужуваат место меѓу голманите и оној што седи резерва, на пример, во некој надвор, некој странски клуб, отколку оној кој е најдобар во македонската прва лига, да нема место за него? Па добро, зависи тој што е надвор со и седи. Мислам, вие не бевте до сега дел од репрезентацијата, така? Сум бил еден надпревар со Албанија и 2 надпревари со Израел и Италија бев на клупа, само со Албанија го бранав надпреварот. Како што кажа и колегата и тренерот, мислам дека изборот е на селекторот и не можеме ние ништо да направиме. Значи, нашата работа е на теренот, не е надвор од теренот. Некогаш можеби има несогласување, некогаш можеби има работи кои не се во фудбалот, а се појавуваат во изборот на селекторот, но за тоа за тие работи стои селекторот. Значи, он одговара
кој ќе повика. И тоа што ме прашавте да се навратам, не мора да значи дека тој што е резерва во друг клуб е подобар од тој во Македонија, што е меѓу најдобрите, или обратно. Тоа е индивидуален квалитет кој селекторот треба да знае како да го искористи во репрезентацијата. Така да мислам дека селекторот треба да се одговара за сето тоа што го работи и не би кажал нешто друго повеќе. Джиджи, вие како поранешен селектор имате нешто да додадете, како гледате вие на овие работи? Па добро, сигурно дека јас сакам пред се да ги охрабрам двајцата, затоа што се изворедни голмани двајцата и они се потребни на нашата фудбалска репрезентација, кога и дали ќе добијат позив од сегашниот селектор, зависи исто така и од нивната форма и се она што они го даваат на терен. Сигурно дека не можам да прифатам, во времето кога јас бев селектор, ставив многу млади играчи во репрезентација, играчи кои играа стандардно по нашите клубови. Добив многу критики од тогашни репрезентативци кои беа надвор и кои беа само спаринг партнери во тренинг камповите каде што беа во своите клубови, многу од нив. Не сакам да ги споменувам, не е коректно. Дури се организира против мене, меѓутоа јас се водам со една девиза дека не сакам да го потценам нашето првенство. Играч кој игра во нашето првенство и треба да избори резултат позитивен дома надвор. Имаме и жешки терени во Македонија, а не дека на 40 степени во Шпанија или во Италија има жешки столчиња на трибините. Тоа е голема разлика каде ќе го добиете искуството, дали горе на трибини или доле на теренот. И затоа велам дека не би можел да се сложам со со тренери кои форсираат и ставаат играчи, не се работи за голмани, значи воопшто за играчи, кои немаат или имаат многу мала минутажа во своите клубови. Од друга страна имаме во нашата лига, тврдам дека имаме во нашата лига, да не го заборавиме Бесарт Ибраими, 3 години најдобар стрелец, а да не добие после Италија надпреварот кој го загубивме тука, кој беше добиен надпревар, меѓутоа го загубивме од наивноста и од младоста кај големиот ентузијаст тогашниот и сегашниот селектор. И сигурно дека не би можел да се сложам со такви повици на играчи, да се прави дали трансфери или лични интереси. Не можам стварно да го сватам, затоа што бев селектор и тоа е за мене апсолутно сигурно странно и неприфатливо. Значи, во репрезентацијата мора да видат секогаш на собир најквалитетните играчи. За резултатите и за се одговара тренерот, односно селекторот. Меѓутоа кажав и ги охрабрам уште еднаш, они се сигурно двата најдобри наши голмани во моментот во Македонија. Не треба да ја губат мотивацијата и желбата да го облечат националниот дрес, затоа што само така може да докажат дека некој погрешил и треба, а ако е доследен и ако е само критичен, оној кој греши кон овие два изворедни голмани, треба да им даде шанса. Така, верувам, на крајот, нели, резултатите кажуваат дали некој греши или не. Верувам дека тие што заслужуваат ќе си добијат своја шанса и во репрезентативниот дрес. За крај би посакал успешна сезона до крајот на сите, на вас како тренер со Ренова. Јас на крај ќе се нашалам со Гачевски. Стварно те сакаат балистите, ама кога браниш против Ренова. Се шалам. Ви посакувам, како што кажав, успех. Зошто да не и ова година, нели, да видиме некој од нашите најдобри клубови на европската сцена. Ви благодарам за вашето гостување. Што е завршен збор, ако имате да додадете, повелете. Час поскоро што е можно побрзо да се случат корените промени во фудбалската федерација, воспротивно фудбалот ќе биде на ова ниво. Гачевски. Треба да му идемо контра, да едва чекамо реванш со Ренова во Скопје. Шала. Не е шала, мора да дојдеме. Како за подобар фудбал? Апел ваш? Не сакам место да зборам, не сум
Јас сум член на Вардар, сум голем вардарец, сум среќен што сум во тај клуб. Тај клуб ми многу даде и уште еднес ќе кажам да за мене е тоа најголем клуб во Македонија, светиња, и да дај Боже да уште еднаш направиме тај успех што сме направили испред години пол дена. Захов Шкендија ќе допре ваков успех годинава? Па се надевам, работиме на тоа, се надевам дека ќе постигнеме нешто со што би запишале историја и за Шкендија и би дошле рамо-рамо со Вардар. Да бидете конкурентни до крај. Да. Така ви благодарам, вам почитувани гледачи, ќе ве задржам уште малку со фудбал, но веднаш по краткиот джингл. А од неодамна е вратен и најуспешниот селектор на Македонија, повторно на кормилото на младинската репрезентација на Македонија. Благоја Милевски се врати со оној тим каде пред 2 години го допре најголемиот успех на Македонија со пласман на младинското европско првенство. Колегијата Дамјан Николовски го има и првото ексклузивно интервју со повраќањето на Милевски во U21, па предлагам да го слушнеме. Известно е дека Благоја Милевски наскоро ќе биде потврден на селекторската позиција на македонската репрезентација за играчи до 21 година. Се уште се свежи сеќавањата од пласманот на нашата репрезентација на Европското првенство во Полски, оној историски успех, но сега ве очекува еден нов предизвик. Сметате ли дека овие помлади фудбалери кои сега добиваат шанса во нашата репрезентација имаат капацитет да го потврдат, да го повторат, но и да го подобрат резултатот на претходната генерација? Пред се, сакам да се заблагодарам и огромна да е честа да што стигна поканата од Фудбалската федерација на Македонија да се обнови нашата соработка. Секако дека тие преговори се уште траат и се надам дека ќе се договориме на крајот. Што се однесува до квалитетот, на репрезентативците или на младите играчи се што доаѓаат, секако дека секогаш имаме талент и потенцијал, поготово оваа генерација сега што доаѓа, они го покажаа својот квалитет. Игра 9 играше Елит раунд тука квалификации, за жал не успеа да се пласира на европско, но на дополната секако со некои играчи од 98 година што се родени, па и 2000-та. Мислам дека секако постои огромен квалитет и потенцијал. Сега на нив самите како тој потенцијал и квалитет ќе го насочат за да имаме успешни квалификации. Нашата репрезентација со дел од играчите кои што беа на Еврошампионатот во Полска избори историски резултат во деби сезоната од новото надпреварување на УЕФА и се избори за пласман во полуфиналето на домашен терен против Косово. Во ростерот на Игор Ангеловски неколкумина играчи се стандардни првотимци, беа дел и беа, би рекол, носители на играта на нашата селекција до 21 година кога вие бевте селектор, како што се Енис Барди или Фелмас. Колку овие помлади фудбалери кои доправа треба да се истакнат во Европа, но и во Балканот може да го постигнат резултатот. Тешко ли е да се прогнозира дека Македонија може одново да биде дел од еден голем турнир или пак само ќе се обидеме да добиеме резултати кои што ќе ни ја подигнат само довербата откако се загуби по низа лоши резултати кои ги постигна? Пред се секако годи како за мене податокот дека од таа генерација 10 до 12 фудбалери се во ростерот на репрезентацијата, од кои 4-5 се стандардни меѓу првите 11. Тоа секако годи и за мене како селектор и уопште на целиот мој стручен штаб што работеше со таа генерација. И задоволството е огромно што постигнуваат момците и репрезентацијата овие резултати во Лигата на нации. Се надевам дека тој проект успешно ќе заврши со пласман на Европско првенство. За мене не треба никако да се споредуваат овие фудбалери сега што доаѓаат со право на наслов за
следните квалификации со претходните во ниеден случај, затоа што секој фудбалер си носи свој квалитет, секој фудбалер си има своји недостатоци на кои треба да работи ако сака да напредува во кариерата, но сепак мислам дека имаат талент и потенцијал за да се повтори тој успех. Познати се противниците за македонската репрезентација до 21 година во следните квалификации, како ја коментирате нашата група и што можеме да очекуваме од неа? Не треба да се трошат зборови за една репрезентација како што е Шпанија, која за мене е фаворит во нашата група, но со репрезентациите на Израел, Црна Гора, Казахстан ќе водиме, мислам дека изедначени сме по квалитет и ќе водиме борба за пласма во бараж или на европско првенство. Може да очекуваме одново некој ново блескаво име кој што ќе потекнува од фудбалските школи од Македонија или ќе се бара репрезентативец носител на играта кој игра во странски клуб? Мене како селектор и како тренер воопшто ми е целта да се направи една база од домашното првенство. Ако е тоа возможно. Со генерацијата со која игравме на европското првенство, базата ни беше од домашното првенство, 85% мислам дека од играчите беа од домашното првенство, но дали ќе биде случај со оваа исто репрезентација, не знам. На нив самите кој ќе се наметне пред се во клубовите со своите игри, не само да настапува, него да биде и носител на играта во својот клуб, за да избори статус на репрезентативец во оваа репрезентација. Доколку тоа не се случи, нема што да бараме и да се надеваме дека ќе ја направиме базата, ако не ни играат играчите млади, мислам, во клубовите. Значи, тука зависиме ние и текако зависиме од работата во нашите клубови. Се надевам дека се почесто и поголеми шанси за докажување ќе добијат тие млади играчи, па ќе видиме како ќе се одвива сето тоа. Во очекување на потврда на соработката со Фудбалската федерација на Македонија, ви благодарам за одвоеното време, за гледачите на Еден ТВ и ви посакувам успех доколку се договорите за селекторската функција во целост. Ви благодарам на вас на соработката и што сте секојаш со нас и се надам и ќе биде така и во иднина. Одиме сега со она што е најатрактивно или она што не очекува на спортските терени. Веќе утре ракометарите на Вардар го играат последниот надпревар против Монпелје во Лигата на шампионите и со сигуран осмина финален пласман амбициите се за да останат барем на второто место да завршат групната фаза. Ракометарите на Вардар немаат време за одмор. По вчерашната победа во СК дербито со Загреб, веќе в сабота ги очекува последниот дуел од групната фаза од Лигата на шампионите пред своја публика против Монпелје. Осмина финалето одамна е заверено, а сега неопходна е победа за освојување на второто место, но со надеж веспрем да загуби во Киелце. Затоа вардарци не сакаат да калкулираат. Фокусот е само кон позитивен резултат. Последен надпревар од групната фаза, но и најважен, па затоа мислиме само на него. На играчите им реков дека треба да победуваме, но и да играме добро затоа што сме во сериозна фаза од сезоната. По овој надпревар следуваат елиминацијските надпревари, а таму нема простор за грешка. Тимур Дибиров не признава ништо освен победа против било кој противник во Скопје. Вардар секогаш во Скопје мора да победиме било кој противник, така да нема никакви калкулации, нема никакви желби за понатаму со кој, како и каде сакаме да играме, само сакаме секој надпревар да победиме, сакаме да завршим групната фаза само со победа. Актуелниот првак Монпелје е далеко од ланската форма, затоа потврди победата на Вардар на првиот дуел во Франција со 27-24. Дека ќе се води голема борба е факт, со оглед дека Монпелје само со триумф ќе обезбеди осмина финале, за разлика од Вардар кој е сигурен на третата позиција со амбиција за место погоре. Надпреварот во Јане Сандански се игра в сабота од 17:30. Ви се заблагодарувам за вниманието и нормално ќе ви отстапам време на Еден ТВ да продолжите да ја гледате програмата, со Спорт 1 се гледаме следниот петок во 21 часот. Пријатно!